Почитувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на телевизија Плюс во 18 часот и 22 часот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Увид на делницата Куманово-Белјаковце. СВР немало обид за грабнување на дете. Изложба 500 години Куманово. Увид на изградбата на железничката линија Куманово-Белјаковце на коридор 8 денеска извршија вице-премиерот Кочо Андјушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на Македонска железница инфраструктура Ирфан Асани. Предвидено е првата од трите делници да биде завршена до крајот на годинава, а комплетната пруга од Куманово до Република Бугарија до 2025 година. Вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Андјушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на Македонска железница инфраструктура Ирфан Асани денеска извршија увид на градежните работи на железничката линија Куманово-Белјаковце, прва фаза од железницата кон Република Бугарија кај Шупљи камен. Вице-премиерот Андјушев потенцираше дека во моментот кога оваа влада ја презела одговорноста биле изградени само 23% од трасата последниве 15 години, а сега за година и пол напредокот е до 42, односно 43% или околу 70% од градежните активности. Ова е прва од трите делници од пругата кон Бугарија која ја гради германската компанија Вибе, за која се обезбедени 40 милиони евра како кредит од ЕБРД, рече Андјушев. Втората траса е веќе под евалуација, значи тендерот за технички квалификации е завршен. Има задоволителен број на квалитетни компании кои што се имаат пријавено, евалуацијата е во тек, очекуваме дека таа ќе заврши во најскор рок и во најскор рок ќе влеземе до крајот на годината во имплементација и на втората фаза која што кошта 140 милиона евра, од кои 68 милиона евра се грант од West Balkan Investment Fund, односно од во рамките на Берлинскиот процес, и остатокот е кредит повторно од ЕБРД. Третата делница е завршена, проектирана, очекуваме во најскоро време да обезбедиме финансиски средства и за нејзе, се разговара интензивно за тоа. Таму имаме 60,8 милиона евра грант од ИПА, значи од Европска Унија. Благодарни сме што и Европска Унија и West Investment Balkan Fundот, значи ги препознаа оваа пруга како важна за коридорот 8, за целокупниот економски развој во Македонија, но и поврзувањето инфраструктурно со Бугарија. Целата делница ќе чини над 580 милиони евра од Куманово до бугарската граница, а најскап е последниот дел од Крива Паланка до границата. И исклучувањето на меморандумот со Република Бугарија околу железничкото поврзување покажува дека ќе направиме се да се зголеми економскиот развој на државата, но и се разбира да направиме и економско поврзување со другите држави, на тој начин да можат компаниите да ги освојуваат и другите пазари. Најбитно од се е што на оваа пруга се решени големите проблеми кои што како влада во 2017 година ги затекнавме. Она што не информираше директорот денес на јавното предпријатие инфраструктура е дека интензивирана е работата тука, тоа ни го потврди и задувачите и надзорите, така да нашите очекувања се дека до наредната година оваа пруга ќе биде комплетно завршена, а едновремено ќе биде отпочната и втората делница на пругата од Белјаковце до Крива Паланка. Директорот на Македонска железница и инфраструктура посочи дека најпроблематичните делови веќе се изградени, а во моментов се на половина од 30 километри од пругата Куманово-Белјаковце. Мислам дека до 31 декември ние ќе можеме да кажеме дека пругата е завршена. Ние моментално тука сме во Шупљи камен, што би значило некаде средина на тие 30 километри од пруга од Куманово до Белјаковце. 7 километри од тука натаму веќе имаме нова пруга во должина околу 8 километри која е ставена и е подготвена да се вози по неа. Предвидено е изградбата на пругата од Куманово до Република Бугарија комплетно да биде завршена до 2025 година. По примерот на Скопје, и во Куманово се шпекулира за наводни обиди за киднапирање. Во група на социјалната мрежа Facebook, кој го носи името Кумановска женска група, од вчера се шират разни информации за наводни обиди за киднапирање деца на подрачјето на Куманово. Во однос на ова, секторот за внатрешни работи Куманово попладнево излезе со соопштение.
во кое се вели СВР Куманово најостро ги демантира дезинформациите и лагите за обид за грабнување на дете во самиот центар на градот, поточно во близина на црквата Свети Никола, што неодговорни поединци ги шират на социјалните мрежи. Ваков случај нема ниту на оваа локација, ниту било каде на територијата на секторот за внатрешни работи Куманово. Апелираме до граѓаните да не наседнуваат на ваквите лажни вести и дезинформации со кои поединци сакаат да предизвикаат страв и несигурност и да се информираат само од проверени извори на информации. Секторот за внатрешни работи Куманово стои на располагање на било каква информација со цел да спречи ваквото ширење на лажните вести. Инаку и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција пред неколку дена децидно рече: "Уште еднаш најостро ги демантирам дезинформациите и шпекулациите во кои се злоупотребуваат актуелните случаи на исчезнати лица. Категорично ги отфрлам шпекулациите за наводни киднапери и наводна препродажба на човечки органи. Тоа се лаги и дезинформации. Ниту има случаи на киднапирање, ниту пак на лицата што во последните неколку случаи си го одземаа животот им не достигале органи." Проблемите кои што ја попречуваа изградбата на пругата речиси целосно се решени, дополнува директорот на инфраструктура Ирфан Асани. Посочува дека експроприацијата на земјиштето е завршена, иако се појавуваат некои дополнителни експроприации на лице место. Освен тоа, платена е и конзервација на едно археолошко наоѓалиште во Кумановско, а регистрирани се уште две, изјави Асани. Ние имавме стар проект, направен пред 20 години, кој беше адаптиран и врз основа на тој проект се работи. За тоа време има движење на многу работи, нелегални градби и така натаму. Успеавме тоа да го решиме. Има уште еден мал дел кој веќе не пречи на изведување на големите работи. Тој дел на експроприација што се поврзува со овој дел е некој дел што е поврзано со пристапните патишта како што е овој пат тука и некои други делови и една поголема парцела или проблем кој беше тоа дека имаше една голема парцела која беше под хипотека и едва успеавме и тоа да го решиме и тој дел што испаѓа под експроприација е изваден од хипотека и сега ќе можеме понатаму да почнеме и да продолжиме. Затоа што тој дел беше у суштина у средина на пругава. Од едната страна и од другата страна моравме да имаме прекид. Исто така решивме и голем дел на археолошки наоѓалишта. Еден од тие деловите, па мислам дека ние ги плативме, конзервација е направена и тој процес е веќе завршен, за да може да се работи. 3 километри од тука еден од тие местава археолошки кои ги конзервиравме и две други се понатаму. Во реонот на селото Лојане, мотопатрола од полициска станица за граничен надзор Сопот при обид за нелегално поминување на државната граница од Република Србија кон Република Македонија открила 6 лица од Кина. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, лицата се приведени од СВР Куманово за понатамошна постапка. Во уметничката галерија вчера вечер беше отворена изложбата 500 години Куманово. Организатор на изложбата, која што има хуманитарен карактер, е општина Куманово. Присутните имаа можност да разгледаат околу 100 дела на средношколци од нашиот град. 500 години Куманово е насловена изложбата отворена вчера вечер во галеријата на Музеј Куманово. Учениците од средните училишта изминатиот период имаа можност да творат и креираат за својот град низ уметнички дела, скулптури, цртежи, фотографии. И со тоа да дадат придонес убавините на нашиот град да се сочуваат за идните генерации. Повеќе од 100 дела посветени на Куманово некогаш и денес се дел од изложбата. Инаку историските податоци говорат дека Куманово своето име го добило по племето Кумани, кое што било населено на оваа територија во средниот век. По задушувањето на Карпошовото востание во 1689 година градот е запален, а населението е подложено на терор и прогон. Куманово замира се до крајот на 18 век, а на почетокот на 19 градот доживува нов подем, особено во трасирањето на железничкиот патен правец Белград-Солун. Во тој период Куманово ја добива и својата прва црква Свети Никола, дело на познатиот архитект Андреј Дамјанов, градена во периодот од 1851-52 година.
Во втората половина на 19 век, а особено во почетокот на 20 век, Куманово прераснува во административен и економски центар, добива чаршија и есновско-чаршиски слој. Исто така, во периодот од 1920 до 1936 година, голем број градови во Македонија, меѓу кои и Куманово, добиваат катастарски премер и одобрени регулациони планови. Регулациониот план на Куманово бил изработен од страна на инженерот Душан Мирославјевиќ и одобрен во 1923 година. Главните улици кои водат кон центарот на градскиот плоштад и денес екзистираат. Реализацијата на регулациониот план била спроведена од страна на Владимир Антонов и на коруски архитект кој во 1923 година се јавува на конкурс за архитект на општина Куманово. Негово најпознато дело е хотелот Куманово, лоциран на улицата 11 октомври, поранешна улица Краља Петра. Карактеристично дело на Антонов се исто така објектите во комплексот Стар Мерак или Касапски круг, реализирани во периодот од 1930 до 1934 година. Значајно дело на Владимир Антонов представува и занатскиот дом или домот на занајчиите, изграден во периодот од 1930 до 1931 година. Исто така, тој е карактеристичен по својот неокласичен стил, со чисти геометриски фигури и исчистен од декоративни завршетоци. Во занајчискиот дом се наоѓаат голем број сали за состаноци, свечени сали, канцеларии. Исто така, во 60-тите години, овој дом го добива нова функција, односно во него е лоцирано киното Напредок, а поради својот автентичен изглед многу го нарекуваат и Кумановски Нотрдам. Организатор на изложбата е општина Куманово, а се реализира со поддршка на Фотоклуб Куманово и Кумановскиот музеј. Станува збор за изложба од хуманитарен карактер, односно средствата собрани од продажбата на делата ќе бидат донирани на Центарот за лица со попреченост. Веќе сме 2 месеци во 500-та година од опстојувањето на градот и верувам дека оваа изложба и другите културни настани со кои што ја започнавме годината ќе бидат само почеток на вистинско достојно одбележување на значајниот јубилеј со кој се гордееме и заради кој веруваме дека ќе добиеме специфичен епитет и белеки пошироко во рамките на Републиката, рече председателката на Советот на општина Куманово Атина Мургашанска, прогласувајќи ја изложбата за отворена. Вечерва имаме една ретка, несекојдневна можност и пред се благородна можност да видиме производ на еден спој на креативноста, младоста, уметноста, преточена во љубовта кон сопствениот град, кон сопствените творевини кои го доживеале и преживеале забот на времето и се уште обстојуваат како карактеристичен белег на нашето Куманово. Хуманоста, младоста, иднината се вистинска иднина на нашиот град, на нашето Куманово. Верувам дека во тоа име, како и 500 години наназад, генерациите пред нас, како што твореле, го создавале и како што обстоиле ни сите предизвици, кои војните, менувањето на властите, другите проблеми кои се соочувале низ историјата, и овој пат во истиот дух сите млади творци и сите ние заедно со нив ќе придонесеме градот да ни расте и понатаму. Почетната цена на секое изложено дело е 500 денари, а фотографиите, скулптурите, цртежите може да се откупат и по повисока цена. Изложбата ќе трае до 8 март. Во продолжение вестите од Македонија. За прв пат во историјата 30 политички партии од сите етнички заедници се обединија околу заеднички кандидат за председател на државата. Македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите останати застанаа зад Стево Пендаровски, надпартиски, европски, граѓански, пријател и председател на сите и за сите граѓани на Република Северна Македонија, велат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од партијата се состав дека на Република Северна Македонија е потребен вистински председател, партнер и пријател на граѓаните и на иднината. Председател со високо чувство на одговорност, државност и посветеност, кој ќе нуди решенија во интерес на сите граѓани и ќе работи на интеграцијата во НАТО и ЕУ. Тоа е Стево Пендаровски, личност што е решена и подготвена да ја води државата напред кон светла иднина, а не да ја враќа назад во темното минато. Победата на Пендаровски на предстојните избори ќе биде уште една победа на нашиот заеднички пат кон напредокот и развојот, пат на целосна интеграција во НАТО и ЕУ, велат од СДСМ. Стево Пендаровски е тажен избор кој покажува колку ниско е паднат СДСМ и колку ниско е паднат Зоран Заев.
После 5 години да не се најде нов кадар кој што би бил достоен да се кандидира за председател на Република Македонија е најдобриот доказ дека квалитетните, честните и искрените поединци одбиваат да ги бранат политиките на Зоран Заев, рече денеска на пресконференција Наум Стоилковски од ВМРО ДПМН. Тој смета дека после 5 години да им се понуди на граѓаните кандидат еднаш веќе отфрлен од нив е целосно подценување на народот во надеж дека гласачите кратко помнат и ги заборавиле навредите на Пендаровски кон нив. Пред 5 години, кога жестоко беше напаѓан Али Ахмети од страна на Стево Пендаровски и од тогашната власт, Пендаровски освои 398.000 гласови, 140.000 гласови помалку од Ѓорѓе Иванов, актуелниот председател на Република Македонија. Јасно е дека Стево Пендаровски повторно ќе биде поразен. Тоа е неговата улога. Пендаровски е повторно жртвеното јагне на Зоран Заев и на СДСМ. Со одлуката да го кандидира Стево Пендаровски, Зоран Заев ги заштитува своите најблиски соработници. Некој мора да биде поразен, а Спасовски, Шекеринска и Димитров му се поважни на Заев од Стево Пендаровски. Стево Пендаровски е партиски послушник на Зоран Заев, подготвен да клати со главата и да ги надминува сите негови политики, рече Стоилковски. Денес е задушница. Во храмовите се служат погребни литургии и почит за сите починати православни христијани. За душата многумина ги кажуваат имињата на нивните упокоени, сакани за споменување во длабоките молитви за време на литургијата и светилиштето во храмовите. Добро е да се почитува нивното сеќавање, бидејќи тогаш ние разбираме што ни дадоа и зашто живееме, велат црковните службеници. На овој ден црквата се моли за оние што загинаа во катастрофи, војни и убиства, одеднаш мртви или оставени без погреб. Традиционално лебот и пченицата се подготвуваат за душата. Луѓето палат свеки за да ја видат сликата на своите сакани во огнот. Времето денеска во Куманово беше промилниво сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 13 степени, а минималната беше 0. За утре метеоролозите најавуваат делумно сончево време, дневната температура ќе достигне до 11 степени, а утринската ќе биде до -2. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер. Довидување.